Се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука е Александар Иванов, професор на Факултетот за безбедност Скопје. Со него ќе разговараме за геополитичките случувања, за безбедноста. Ќе почнеме од светот, па ќе дојдеме и до кај нас. Професоре, состојбата во Иран или војната во Иран се уште трае, немаме сега некој голем интензитет на напади, на борби, но еве од Сабале, например, она што го читав е дека иранците нападнале некои нафтени постројки во заливот, американците нападнале некои ирански бродови. Се уште таа војна не е завршена. Иако американскиот претседател Трамп пред неколку дена пред Конгресот рече дека војните дејства се завршени, но војската останува таму. Значи, ајде како да кажам, тотално нејасна ситуација што се случува. Добар ден. Прво благодарам на поканата. Поздрав до гледачите. Па морам да се согласам со вас, но не е дека тоа не беше очекувано. Имено како што имаме пишувано, Иран е чворот, јазолот, како сакате можеме да го кажеме, на евроазиската безбедност. И него не можеме да го гледаме изолирано од вкупните геополитички поместувања, особено поврзани со меѓународната безбедност и истекувањето на договорите кои ја врамуваат таа пост Втора светска војна архитектура на меѓународниот мир и безбедност, која сега всушност е истечена. Последниот договор за ограничување на стратешкото вооружување помеѓу САД и Русија, потпишан далечните 70-ти години за прв пат, а подоцна обновуван. Последниот беше New Start 2011 со Димитри Медведев и Барак Обама, истекоа февруари годинава. Така да Иран е една огромна територија, важна држава, која представува коридор помеѓу енергетските, финансиските и безбедносните елементи кои се вкрстуваат во она што значи срцето на светот. Тоа е Евроазија. И по популација и по структура на економија, ако го видиме Евроазија како континент, ја задржува тој приоритет, примат и важност, а Иран е на средината на тој елемент. Сега, во однос на војните дејствија, како што имам и Иран не е Сирија, не е Ирак. Иран е многу по-голема и по држава која има автентична технологија, голем капацитет, структура на образовано население, понатаму технологии кои самостојно ги развива, како шахет дроновите, например, кои му даваат уште поголема тежина. И не само тоа, туку има и едно од најдисциплинираните и организирани воени армии во светот. Од тука, кога гледаме војниот судир, влегуваме во една нова фаза, каде што американските војни сили се оддалечија од она што значи напад и премина она што они се уште не може никој да ги предизвика, тоа е контрола на морските тесници и можноста за блокирање на било каков сообраќај, транспорт, енергетски коридори и така натаму. Она што Иран може да го направи во ситуацијата и го прави е асиметричното војување, бидејќи тој не може да одговори на капацитетите на Соединетите американски држави во никоја смисла. Претседател там кажа јасно дека најголемиот дел од морнарицата на Иран е всушност потопена и веројатно тоа е така, не можеме да го провериме, меѓутоа тоа не значи дека тие ги немаат асиметричните елементи на војување, а тоа подразбира подводни мини, брзи чамци, камикази чамци, камикази дронови и така натаму. Ракети исто така. Професоре, кога би требале да направиме анализа на целата американска војна операција, кои ми биле почетни американско-израелската, се извинувам, војна операција, бидејќи таа е заедничка, кои се почетните цели, дали тие цели се постигнати, бидејќи и тука имаме една нејаснотија. Целите, она барем што го слушаме официјално, претежно од американскиот претседател Трамп, значи имавме
промена на режим, уништување на иранските војни капацитети, уништување на иранските нуклеарни капацитети или нуклеарниот материјал што го има и така натаму, отварање на Хормуз. Нејасно е што таму сака да се постигне всушност и еве според оно што го знаеме како што е поставено и до каде сме сега, што мислите дека е остварено сето тоа? Па, мислам дека имаат погрешна пресметка. Тоа не значи дека некаде таму март месец кога, односно февруари, 19 февруари мисля че ни започна операцијата, тоа не значи дека немале објективни процени на тоа што би можеле да остварат. Јас мислам дека немам нели конкретни, меѓутоа мислам дека проценката нивна се одвиваше на неколку начини. Едно беше дека изминатиот јуни тие всушност ги тврдеа барем дека ги неутрализираа комплетно иранските нуклеарни капацитети. Тоа е едно. Второ, сметам дека иранското општество, она што беше барем видливо, е дека во себе имаше своја контрадикторност и сакаше промена на режимот. Многу добро се сеќавам. Имаше демонстрации пред тоа, да. Демонстрации имаше тоа пред тоа. прилично со силен интензитет. Да. Ако се сеќавате, 2022 имаше уште посилни демонстрации. Да. Значи имаше кога беше убиена девојката од моралната полиција. Мислам дека тоа внатрешно незадоволство имаше намера американската администрација со стратегија на обезглавување. Знаете, таа е стратегија на Клин која првпат ја применува Александар Македонски во битката кај Гавгамела, кога всушност со многу помала бројка на војници ја разбива, го извлекува Дари и обезглавувајќи ја тогашната персиска армија, таа се распаѓа, немајќи линија на команда. Ова ви е интересна паралела, не знам, не сум ја видел до сега, прилично интересно, да. Да, имаме и повторно дека имаме персиска армија. Да, точно. И мислам дека, например, истото тоа се случи со Венецуела. Имаше операција на обезглавување. Во Венецуела успеа. Успеа, многу, да, тоа беше интересна, неповторлива веројатно операција. Но овде не можеше да се очекува нешто такво, иако огромен дел од војното раководство и политичко беше всушност реално обезглавено. Но покажа дека иранскиот систем и политички режим, каков и да е, тој во изминативе 50 на години после револуцијата 79 година создал хиерархиско функционален систем на пренесување на надлежностите. Тоа се покаже. Сега, што мислам јас? Структурата не се распадна. Не се распадна до крај. Да. Не се распадна. Мислам дека американско-израелската операција имаше за цел, обезглавувајќи, да поттикне внатрешно незадоволство и ветувајќи на внатрешни политички, веројатно во политичкиот пейсаж на Иран, да поттикне преземање на власта и преминување на Иран во западната хемисфера, како што впрочем се случи во Сирија. Да. Неколку месеци предходно. Тоа се случи во Сирија, да. Да. Сирискиот председател Шара, значи од терорист на Ал-Нусра стана светски државник. Го прима Трамп, го прима Макрон. Така е. Го примаат сите. Што е со војниот аспект на операцијата? Очигледно е дека се нанесени силни удари на иранската војна инфраструктура, тоа е неминовно, бидејќи Америка и Израел брзо прогласија воздушна супериорност над Иран, значи противвоздушната одбрана брзо им беше неутрализирана, но сепак Иран продолжи да делува со ракетите, со речиси несмалено темпо, нешто што изненади доста набљудувачи. Можеби и не е за изненадување. Знаете, ако имајќи предвид, ако ја процениме улогата на Иран во војната во Украина и предавањето, првичното испорака на Шахед дроновите, а Шахед дроновите ја внесоа промената на доктрината на војување, пред се асиметричноста. И тука, покрај Русија, што е асиметрично на глобално ниво, Иран е мајстор на асиметричноста. Зошто? Затоа што Шахед дронот за производство можеби кошта $50,000. Еве,
една цифра ќе стане, нека и 100.000 долари. Да, толку е отприлика, да. Но како и да е, за да го бутнете вие, за да го соборите, ви треба ракета од $1.000.000 долари. А ракетите технолошки се трошат. И всушност производствениот капацитет на Иран сега за дронови не го знаеме. Тоа е едната работа. Втората работа која изненади е ракетната програма. Проценките беа дека радиусот на действување е некаде до Балкана, така. Па отприлика, да. Меѓутоа, со нанесувањето на удар, сега не знаеме каков бил на војната база, тоа е британска војна база, Диего Гарсија во Индискиот океан, покажа нека нема никаква штета. Со самото тоа дека ракетата стасала до Диего Гарсија, ги надмина за двојно повеќе претходните проценки, што го става Иран како проекција на ракетна сила во поголемиот дел од Европа, вклучително и Брисел. Сега, значи, таа позиција никој не ја очекуваше. И, веројатно, нанесувањето на првичните сојузништва и обезбедените всушност војни капацитети на САД во заливот и значи вклучувајќи базата Инџирлик во Турција, која е НАТО база, но и сите други во Обединетите Арапски Емирати, Катар и така натаму, се покажа дека Иран нанесе штета која не можеме да ја процениме сега, затоа што војната меѓу другото се води и со војна со информации. Ние не знаеме во моментот какви информации и кои информации можат да дојдат до крај. Но она што е очигледно е дека не доаѓајќи до договор, има нешто што не можеме да го знаеме како на ниво на open source intelligence. Што не е достапно. Јас гледав на американските медиуми, нивни аналитичари како зборат дека биле изненадени, например, од уништувањето или од штетата, ајде да кажеме, што е направена на многу американски војни бази, која била над сите очекувања. Ја посочија командата на петата флота, која велат, ако ги гледате сателитските снимки, рече се сравната со земја. Веројатно дека нема човечка жртви, дека таа била претходно евакуирана и се тоа, но сепак девастацијата била толку голема што ги изненадило. Значи сепак значи противвоздушната одбрана во регионот и на сојузниците на арапските земји не била очигледно баш доволна. Па да, например ги споменавме Шахед. Може би ќе ви кажеме една информација која може би не е толку позната. Шахед дронот во принцип е, и тоа е автентична иранска технологија, е пребоен, сега не сум технолог, меѓутоа со автентична нивна технологија за стелт. Што значи дека не го фаќа радар. Тоа е една работа. Втора работа, Шахед дронот лета на ниска надморска висина. Што значи дека исто така, дури и да е видлив за радар, тешко може да го фати поради тоа што радиобрановите нели имаат праволиниски однос, а ние се уште знаеме дека земјата е тркалезна, така. Да. Така да тоа се две работи. И всушност Шахед дроновите во услови ноќе многу тешко може да се соборат. И таа е таа асиметричност која може да ја исцрпи дури и најголемата војна сила. Всушност најголеми специјалисти за соборување на Шахед дроновите се украинците. Они мораат да дојдат на Блискиот исток како инструктори, буквално да ги обучуваат како да се справат со нив. Така е. Така е. Да. Добро, во однос на блокадата на Хормус, и тоа е нешто што сега малку доста аналитичари пародично го коментираат, бидејќи прво Иран го блокираше Хормус, па американците ја блокираа блокадата на Иран на Хормус и сега кој кого блокира е прашањето. Очигледно е дека американската блокада на Хормус треба да нанесе економски штети на Иран, да оневозможи извоз на иранската нафта, а интересно е што тие не сакаат да ги уништат иранските нафтени капацитети. Значи не ги таргетираат едноставно. Може ли оваа стратегија да донесе до некаков притисок каде што Иран би попуштил и би прифатил некои од барањата, како што видовме, клучно барање на американскиот претседател или на американската администрација е
откажување од нуклеарната програма на Иран. Значи, не сега не зборуваме за контрола, за туку целосно откажување, едноставно да немаат нуклеарна програма и бараат нуклеарното гориво да биде пренесено во Америка, додека иранците велат дека воопшто не сакаат ни да разговараат за тоа. Па јас би рекол, дали овде целта е само Иран? Сметам дека не е целта само Иран. Овде се врши притисок и на оние кои купуваат нафтата од Иран. А во ситуацијата тоа се и другите држави, пред се Кина, како играч. Тоа е едно. Второ, во однос на нуклеарното гориво, колку што јас го следев, председател, не е само откажување од нуклеарната програма. Туку тој како што кажа, ќе одиме на терен и ќе го ископаме нуклеарното гориво. Да, бараат да биде пренесено во Америка. Нели? Да. Ама тоа подразбира и вика ќе одиме таму ние. Што подразбира тоа? Подразбира американска војска, американски експерти, инженери и така натаму да на единска територија. Дали е тоа прифатливо за Иран? После еден ваков девастирачки напад, уништување на огромен број, прашање. Наистина е прашање, особено имајќи предвид она што го видовме за функционалноста или автономијата на иранската револуционерна гарда, која не може да ја занемариме. Која очигледно има што да каже во одлуките на Иран. Не сум експерт за политичкиот систем, но таму очигледно имаме некаков авторитет кој е теолошки, како и да кажам, кој има некакви политички ставови, но од друга страна имаме војната команда на револуционерната гарда, која и покрај тоа што е обезглавена, почнувајќи со Касам Сулеймани 2022, ми се чинеше, па и сега беше ликвидиран новиот командант и така, таа продолжи да функционира. И јас би кажал дека овде не е целта само Иран, како Иран да се блокира, туку е целта и државите кои зависат од неговото производство, храна, ние како што видовме не е само храна, значи не е само нафта, не е само една како беше 20% од светската нафта, поминува низ Ормускиот теснец. Не е само тоа, него видовме и дека се и ѓубрива кои се поврзани со производството на храна. Тие предизвикаа сериозен проблем. Сега, да се прашаме кој ја купува иранската нафта. САД не ја купуваат. Тоа е една работа. Втора работа, во изминативе неколку години САД стана без конкуренција број еден производител на нафта во светот. Што значи ја контролираат нафтата. Секоја пораст на цената на нафта иде во прилог на ExxonMobil и компаниите кои се поврзани со Западот. Сега, ако видиме која купува нафтата во Иран и клучниот сојузник, тоа е Кина, можеме да прочитаме пораката дека блокирањето на овој теснец е поврзано и со вршење на притисок на Кина. А што значи тоа? На крајот Кина, како еден глобален актер кој никој не може да го игнорира очигледно и кој се повеќе зазема место и го промовира постоечкиот меѓународен проект поредок, да изврши притисок на Иран за да се согласи на некој мировен договор. Инаку би сакал вас и гледачите да ви информирам, оваа контрола на морските тесници е една теорија на Британија од 19 век, кога таа е всушност најголемата империја во светската историја која контролира повеќе од четвртина од површината на земјата и повеќе од четвртина на населението. И тие, гледајќи ја картата на светот, ги забележуваат, дека всушност забележуваат преку морето се одвиваат најголемите трговски трговија, економска размена и така натаму, и забележуваат така наречени choke points или тесни грла. И всушност имаат стратегија дека со контрола на овие тесни грла ја контролираат светската трговија. Кој ги контролира овие тесни грла, го контролира светот и светската трговија. Сега, од Британија со Втората светска војна, голем дел од тие тесни грла ги преземаа Соединетите американски држави, а рбет на тоа контрола е американската морнарица, која се уште е без конкуренција, дури и со следните десетина морнарици во светот. Ормускиот теснец е едно такво грло. Суетскиот канал е друго такво грло. Панамскиот канал е трето.
Понатаму Гибралтар, ќе подсетам, за потврда на оваа теза. Гибралтар се уште има британска база. Не е затоа што тоа има некакво економско значење или не знам каква индустрија на Гибралтар. Не, туку тоа е тесно грло кое го контролира протокот на трговија помеѓу Медитеранот и Атлантскиот океан. И најважното тесно грло во сето ова, кое се надевам дека нема да дојде, а тоа е, мислам дека следниот потек во шахот, тоа е тајванскиот теснец. Да, тоа е. Ќе дојдеме до Кина, само да се надоврзам на ова што го зборувате. Очигледно е тука стратегијата на Соединетите Американски држави со контролата на Венецуела. Ако Венецуела е втор светски, ги има вторите светски резерви на нафта во светот и со преземањето на контролата на Панама, нешто што претходно американскиот претседател беше доста вокален во однос на тоа, бидејќи Панамскиот канал го контролирала Кина и така натаму. Исто така со превземањето на Венецуела се сврува од Русија, од игра исто така Кина и Русија тука во тој дел, да речеме во Јужна Америка. И следно беше логично да се контролира Иран. Они всушност со контролата на Иран и на Хормуз ги контролираат сите светски рути за трговија со нафта. Буквално сите. Па не сите, меѓутоа вршат доволен притисок да буквално целиот свет се тресе, ги чувствува последиците. И целиот свет ја плаќа цената од тој притисок. Да. Значи, не е целиот, нели? Затоа што 20% од нафтата поминува низ виталните, да речеме, сите витални, да. Но со притисокот на тие 20%, што не е занемарливо, всушност тие вршат притисок на пристапот до енергенси. Да, но ја контролираат, ајде да речеме, или се во сојузништво со заливските држави, со арапските најголеми производители, и на крај останува само руската нафта која не би била под контрола на Америка, да речеме. Од еден од големите произведувачи, ајде да речеме, глобални. Така е. Добро, за Венецуела и за Панама, стратегијата на Монро, која е, тој е председател од 19 век, која доста се подсетија луѓето, а тоа е дека Америка на Америките, затоа што претходно светот е поделен, пред Велика Британија да владее светот, го делат Шпанија и Португалија на исток и запад. Значи, Монровата доктрина подразбира дека Америка е на Америките. И не можеше да се очекува ништо различно, не може Америка да си дозволи во својот двор, и имаше тука символика, преименувањето на мексиканскиот во американски залив. Знаете, вордингот има исклучително битни пораки може да носи, а тоа е дека тоа е сфера на интерес. Значи, не може една суперсила која се уште е и ќе остане, се разбира на наредните децени Соединените Американски држави, да се дозволи држава како Венецуела да, односно таа дозволи 20 години, но не може да дозволи да биде пример. Значи, првично беше контролата на нафтата и располагањето со тие резерви на нафта, но не е само резервите на нафтата кај Венецуела. Се работи и за самите производствени капацитети, тие не ги уништија производствените капацитети. Да. А блокадата на Венецуела беше започна некаде септември 2025. И тоа можеше да се очекува, тоа се навестуваше. Блокадата на Венецуела постоеше. Тоа е едниот момент и тоа беше порака и до сите други јужноамерикански држави дека не постои начин или асиметрија која може да применат за да избегнат дури и примена на сила, доколку е во спротивност со стратешките американски интереси. Се што е разлика од Монро? Од Монро после Втората светска војна, како што кажавме, Соединените американски држави ги контролираат речиси сите трговија на ова пред се со нивната морнарица. Единствени кои во овој период можеа со деструктивна моќ да нанесат таква штета и да се спротивстават беше Советскиот сојуз, соодветно, кој колабираше во 90-тите години и всушност така произлезе униполарниот момент од 90-тите години. Едноставно немаше кој да го пополни вакуумот. Сега, во таа ситуација, кога имаме сила која доминира, доживува зенит, зенитот јас обично го опишувам со
Еве, можеме да спомнеме интервенцијата на НАТО во Југославија 99 година. Значи тоа е апсолутно согласно меѓународното право. Понатаму интервенцијата во Ирак, Авганистан е нешто друго. За Авганистан имаше Совет за безбедност и беше во рамки на меѓународното право. Меѓутоа интервенцијата во Ирак беше надвор од меѓународното. После Советот за безбедност посвестум донесе некои меѓународно правни акти. Меѓутоа тоа беше нотарско заверување на она што беше всушност воена интервенција. И тој униполарен момент продолжи со Либија и така натаму, за да сега овие држави кои се со материјална основа, пред се Кина, Русија, веќе 2001-2002 година, ги формираат Шангајската организација за соработка и БРИКС, како збирна држави, како панда држави кои се обидуваат да парираат или да се спротистават на хегемонијата во глобалниот свет. И ова не е нешто непознато. Значи тоа е таа Тукидова стапица, Тукидите, и тој се споменува, би сакал, бидејќи имаме време, да објаснам дека тој е еден писател кој пишува, мислител од 5 век пред нашата ера, кој пишува за војната помеѓу Атина и Спарта и за дискусијата и убедувањето и аргументите на атињаните кон еден остров мал, кој првично го убедуваат да се придружи на нив. Дека ако не се придружи, ќе го уништат, бидејќи и така натаму се користат аргументите на силата и всушност островот се обидува да ги користи аргументите на правдата и моралноста. На крај поуката од оваа Тукидова стапица е дека силата во подем е всушност секогаш предодредена да има судир со силата која е во раст. Во ситуацијата после падот на Советскиот сојуз, сила во раст во глобалниот поредок, ако гледаме економски па и воено во последните, особено последната деценија, е Народна република Кина. Да, Кина според сите предвидувања и анализи може или треба да ги стигне Соединените Американски држави. Некои имаше различни датуми, 2030, 35, 40, 50, но сепак доколку ги гледаме бројките, таа се развива со неверојатна брзина, гради нови носачи на авиони, ги развива воените и економските капацитети и очигледно е дека целата американска стратегија е насочена во тој поглед, дека тие Кина ја гледаат како единствен глобален предизвикувач, да кажеме, кој може да ја предизвика американската хегемонија. Па апсолутно да. Ако видиме овие сите индикатори кои ги споменавте, економски, воено, Кина е единствен, но тука пред се материјалната економска основа е основа за било кое предизвикување. Во бруто домашен производ Кина се уште не ја надминала САД, меѓутоа и не знам кога ќе ја надмине. Но по PPP, Power Purchase Parity, ја помина пред повеќе години, пред 7-8 години, најмалку. Не ме фаќате за збор, но пред повеќе години. Тоа е еден момент. Вториот момент е дека Кина во 70-тите години со неверојатната првично пинг-понг дипломатија дизајнирана од Кисинџер, реализирана од Ричард Никсон, кога всушност американски студенти беа праќани кинески студенти беа праќани во САД да играат пинг-понг, така да ги запознаат двете огромни држави. Но што беше основа на тоа? Основа на тоа беше претходните 60-ти години од 20-тиот век, а тоа е руско-кинескиот судир, дури кратка војна. Всушност, судирот помеѓу тогашниот претседател на Руската федерација, мислам дека е Брежнев, и Мао Цетунг, кој е од 46-та до 78-та, мисля, чини до кога беше Мао Цетунг. Тоа приближување ја внесе Народна република Кина во Советот за безбедност на местото кое го држеше Тајван. До тој момент, како наследник на Кина, како наследник на таа Кина од помеѓу двете светски војни. Кога Народна република Кина се инкорпорираше во тогашниот дизајниран меѓународен поредок,
после нели со повелбата на Обединетите нации од 45 година, всушност започна и со смртта на Мао Цетунг и неговиот наследник, не можам во моментов да името да му се сетам, всушност тој ја започна промената на економскиот модел на Кина, на економскиот политичкиот или државниот модел. На кој начин? Преземајќи нека, ајде да кажеме, примеси од југословенски модел. Како? Ако советскиот модел беше државно производство, државен капитал, еднопартиски систем, Кина стана еднопартиски систем со можност за инвестиции странски. Значи дозволи И со можност на приватна својина, ајде да речеме на и приватната собственост ја дозволи. Значи практично презема некои елементи на југословенскиот систем, зашто Да. и во тогашна Југославија имате вие фабрики на Volkswagen, на Renault Југославија и на други европски или други компании. Да, имам видено и други аналитичари, баш гледав скоро еден британец кој го кажува исто, буквално, дека Кина го превзела југословенскиот модел. Не сум го забележал, ама сега во моментов да. аналогија. Како и да е, тој економски модел овозможи огромен број на инвестиции, затоа што тоа е пазар преку милијарда жители, уште тогаш, милијарда и 200-300, они уште тогаш имаат политика на едно дете, со кој всушност оваа бројка од 1,3 милијарди ја држат, дури имаат можеби намалување, регресија. Да. Они Индија ги надмина по број на жители уште пред 2-3 години, они имаат веќе милијарда и пол. Со тој економски модел овозможија огромен странски капитал и не само странски капитал, него голем дел од нивните научници добија можност да студираат во Соединетите американски држави и всушност да донесат знаење. Знаете, и ова не може да го гледате изолирано. Холивудските филмови, Брус Ли, како кинес од Хонг Конг, промоција на значи, сето тоа се елементи кои работат на сближување. Тоа е мека моќ во сближување на... И како резултираше сето ова? Резултираше со тоа што веќе во 80-90-тите години Кина стана фабрика на светот. И почна успешно да копира се и да произведува се. Што се случи со западните држави, вклучително сите европски држави? Тие почнаа да го селат капиталот. Па фабрики од Западна Европа, од Италија, од Германија, од Франција, ги пресмета трошоците на производство и викаат, окей, нас повеќе не се исплати да ги пренесеме, ќе инвестираме во Кина и ќе ги вратиме добрата со многу значителни, со намалени трошоци. Но што се случи? Во меѓувреме Кина учеше, копираше и развиваше собствени технологии. Само една. Русија продава Су-27 авиони на Кина, тогаш последен. Дури и сега, сегашните Су-35 се модифицирани верзии на таа констелација. Кина го копира и произведува свој J-15, J-15 мисля че дека беше, може да сгрешам, но и ден денес тоа е ловец кој го користи за нивните носачи на овој кои сега ги гради, веќе се 3 месечини. Сега, во меѓувреме Кина не само што копира, станува и фабрика на светот. И ние сега гледаме дека iPhone се произведува 90 и кусур проценти у Кина. Обидот да се дислоцира производството не е баш така едноставен, затоа што тоа представува цел еден екосистем. Да, зборуваа во Индија да го преместат производството, но сепак не иде баш така лесно. Па не иде, најголем пример ви е, например, TLMC, компанијата за микрочипови во Тајван. Значи, не е спорно вие дека можете машините кои ги произведува Холандија за принтање на тие, кои исто така или најтесниот choke point, уствари, можете да ги однесете во Австрија или да ги однесете во овче поле, ама немате екосистем. Тајван има целосен екосистем што подразбира работници, знаење, инфраструктура и така натаму. За да го преселите тоа ви требаат децении, можеби. Да, имаше еден, сигурно сте го виделе од еден од оние што се собствениците на Apple или CEO на Apple, каде што тој зборува за таа и вика како да ви направам аналогија за инженерите. Отприлика вели сите инженери кои ги има Америка, ги има во еден град во Кина. Вика тоа е аналогијата, вика едноставно немаме квалификувана работна сила. Да, Тим Кук беше Тим тоа. Кук беше, го имам видено, баш тој Рилс го имам видено.
он прилично пластично објасни. Океј, Да. ако треба да соберам високо квалитетни инженери, ќе ги соберам во САД во една соба. Таму ќе напунам стадион. Нешто така му Да, беше да, аналогија. да. Па тоа е факт и ако гледате пред некој ден Кина со технологијата, ние не знаеме до каде се наоѓа, пушти роботи за да контролираат сообраќај. Тоа уште не е едноставна работа. Тоа подразбира целосна вмреженост, колку што можам ја да подразбирам од информатичка технологија и така натаму, целосна вмреженост и ситуациона свесност не само на роботот, него и на сите други учесници во сообраќајот. Значи, таму нивото на технолошки развој веќе веројатно е beyond нешто што ние можеме да го разбереме. Меѓутоа, тоа не го менува фактот дека Кина е зависна и ќе остане зависна од енергија и од фосилни горива. А тоа е лостот кој се уште го држат Соединените и ќе го држат наредните децените. Да, Кина нема ресурси. Добро, немаме уште многу време, професоре, за крај едно прашање чисто за нас, за регионот. Во однос на целата оваа нестабилност со НАТО, со европската одбрана, Европа се вооружува силно, се велат, веќе се зборува и за формирање на можеби на неков нов сојуз, доколку Соединетите Американски држави излезат од НАТО. Ние сега како една мала држава која тука нит нешто решава, нит нешто може да смени, но сепак сме членка на НАТО, тоа е основа на нашата безбедност. Како ние тука да се поставиме во целата таа приказна? Судбината на малите држави е да учат и голема работа е што сме членка на НАТО. Прво, мојата проценка на прашањето е дека нема да дојде имав и таква колумна, нема да дојде до развод помеѓу САД и Европа. Премногу се длабоки конекциите за да дојде до такво нешто. Зошто? Затоа што едните на другите и требаат. И манифестацијата на чекори, повлекување на 5000 војници од 40.000 во Германија е нешто што може да се подведе и на примена на вештачка интелигенција, замена на административни процедури. Значи, тоа е едниот момент. Вториот момент е дека Европа е непотоплив носач на авиони и простор за проекција на сила на Соединетите Американски држави. Па вие зошто мислите дека САД ги формира нивните воени бази во Романија и Полска, на крајните источни граници во Европа, за да проектираат сила? Дали мислите дека би се повлекле од тие воени бази? Јас се сомневам дека би го направиле тоа. Значи, тоа е едната работа. Втората работа е дека малите држави и немаат голем избор, имаат избор теоретски како да ја градат својата безбедност. Дали да се потпрат на собствени капацитети или да се вклучат во воено-безбедносни сојузи. За Македонија, ја мислам дека на собствените капацитети е нереално да очекуваме да ја градиме својата меѓународна безбедност. Зошто? Затоа што тоа подразбира капацитети за целосна одбрана на државата. И од воздушни напади, и од копнени напади, и така натаму, и така натаму. Она што НАТО ни го овозможува е smart defense и ние покрај тоа што се придружуваме и имаме декларирани капацитети во делот на лешни песадишки бригади, сепак ние нешто што користиме. Не треба да заборавиме дека нашето небо го чуваат сојузнички авиони. Било тоа да се грчки, било да се тоа бугарски, било да се италијански. Важно е, и зошто е тоа важно Украина линија? Многу еве еден пример. Доколку се случи ракетен напад од Иран упатен на европска територија, ние немаме радарски системи и системи за противвоздушна одредба, повеќе слоевни, за да се обидеме да ја собориме ракетата. Меѓутоа, нашите соседи има, Бугарија има, Грција има, Романија има. Тие би можеле да ги искористат собствените капацитети да ја пресретнат за Канада. И тоа го видовме во заливот. Значи, она што, да, Иран имаше успех во нападот, но исто така не заборавиме дека Соединените Американски држави и државите сојузници во заливот има исклучително синхронизирана соработка во неутрализирање на заканите.
Не заборавајте дека доколку сите ракетни напади или дроновски напади успеа на Иран, штетата ќе беше многу поголема, ќе имаше потопени американски бродови, тоа не се случи. Да, имаше, огромен број се пресретнати, тоа е факт. Да, така да тоа е резултат на сојузништвото и споделените капацитети. Како мала држава, ние не можеме да кроиме сопствената политика. Јас секогаш викам, ако бевме на Кавказот, можеме да размислуваме на еден начин или во Централна Азија. Тогаш можевме и турскиот лост да го користиме, и рускиот лост и така натаму. И тогаш ќе ја разберете Грузија за нивните. Меѓутоа, географската локација на Грузија е една. Нашата географска локација е Европа. И нашиот економски екосистем е Европа. И ако Иран не може да издржи блокада со 90 кусур милиони жители и огромен број на ресурси и своја собствена технологија, што би се случило со држава како Црна Гора, како Македонија или па и Србија, ако сакате. Од тука економскиот екосистем нашата држава е европскиот економски екосистем. И во таа смисла, јас се надевам дека Европа, ова ќе биде повик за трезнење, да излезе од така го викаме стратешко слепило, и оние први бригади кои ги формираат Жак Ширак и Хелмут Кол 90-тите години, заедничко француско-германски, навистина ќе почнат да функционираат. И она што е европска војна индустрија, која, да не заборавиме, не е баш без никаква основа. Значи, тука ги имаме германските тенкови Леопард, ги имаме Eurofighter, кој е платформа ловец, кој е разработен во соработка помеѓу Велика Британија, Германија, Италија и Шпанија. Франција се издвојува во програмата на почеток и го создава своја автономна воена програма. И затоа тука Франција всушност може да води во европската програма. Франција е единствената држава во НАТО која има комплетно собствен автономен воен производ, од воени летала до противвоздушна одбрана. Но она што каде што Европа нема капацитети и е комплетно зависна од Соединетите американски држави, и затоа не може да се откачи, тоа е стратешката воздушна одбрана и глобалното покривање со сателити. Да, кога зборуваме со глобалните надпреварувачи, ајде да речеме. Добро, професоре, ви благодарам за учеството во Студио 10 и за целата анализа. Ви благодарам на вас за поканата и поздрав до гледачите. Да. Ова беше крај на првиот дел, почитувани гледачи. Останете со нас, одиме со една куса пауза за реклами и продолжуваме со Билјана Јовановска од Десница.